Председавач, ќе бидам краток во однос на законот. Значи, во услови на пандемија сосема е јасно дека треба да излеземе во пресрет на стопанството. Тоа како опозиционери, како партија од опозицијата, цело време го констатираме дека стопанството и фирмите во овој период на кризи ни се многу погодени и кубурат со своето работење. Затоа што кризата со енергетика, кризата со ковидот и како влијае на нивното работење. Секоја помош на стопанството, на фирмите е повеќе од потребна. Според мојот длабоко убедување, првата помош треба да ја насочиме кон стопанството и кон фирмите. Затоа што тоа неколку пати го потенцирам во моите говори. Ако го задржиме стопанството во каква таква ликвидност, парите од тие фирми ќе се преточат во дел на даноци, такси и така натаму, концесии во буџетот и на тој начин ќе можеме да ги менаџираме кризите. Секој друго сценарио е лошо сценарио за Република Македонија. Значи, треба да се помогне и на другите полиња. Меѓутоа, приоритет на решавањето на кризите секогаш треба да биде ликвидност на стопанството и инвестиции во инфраструктура, сега да не замајувам со теорија. Затоа овој закон, вака како што е предложен, е сосема прифатлив. Дури слободно ве охрабрувам да го проширите опсегот, не само на ТАВ. Сите кои се погодени со проблематикава треба да добијат помош од владата на еден или на друг начин. Проблемот кога дискутиравме претходниот состав на оваа седница, претходното продолжение, беше у недореченоста кои компании ќе бидат опфатени и зашто ќе служи овој закон во принцип. Ова што сега го дадовте како обложение е сосема во ред. Јасно е дека авиобизнисот беше целосно блокиран. И сосема е нормално да се помогне на авиобизнисот. Дури треба да размислувате и на другите концесионери. Само многу е битно да се воспостават правила и да не се постигне селективност. Кога ќе ги поставите правилата, никој нема против да му се помогне на стопанството, да се помогне и на родниците, да се помогне и на ловците и на така натаму и сите концесионери во државата. Само многу ни е битно да не стравуваме тоа да не заврши во 4 очи и да се злоупотреби. Да не должам, вака поставени работите сосема е за поздравување и ние ќе го поддржиме. Секоја помош за стопанството и за фирмите е добродојдена. Благодарам.